Вештачка интелигенција создава молекули за лекување на тешки болести. Болцджен револуција во развојот на лекови. Надоградувајќи се на моделот со отворен код Болц-2, објавен во текот на летото, моделот Болцджен, официјално објавен на 26 октомври, е првиот модел од ваков вид кој оди чекор понатаму со генерирање нови врзувачи на протеини кои се подготвени да влезат во процесот на откривање лекови. Клучни иновации на Болцджен. Генерација на нови врзувачи. За разлика од повеќето модели кои се способни само за предвидување на структурата или дизајнот, Болцджен може да генерира сосема нови молекули кои успешно се врзуваат за протеини. Мултитаскинг. Една од клучните иновации е можноста за мултитаскинг, која ги обединува дизајнот на протеините и предвидувањето на структурата, задржувајќи ги најсовремените перформанси. Хемиско-физичко ограничување. Вградените ограничувања на Болцджен беа дизајнирани со повратни информации од лаборатории за да се осигура дека моделот генерира функционални протеини кои не ги прекршуваат законите на физиката или хемијата. Ригорозна валидација. Истражувачите на Болцджен го тестирале моделот на 26 цели, од терапевтски релевантни случаи до оние избрани поради нивната различност од податоците за обука. Овој сеопфатен процес на валидација, кој се одвиваше во 8 лаборатории низ академската заедница и индустријата, ја демонстрира ширината и потенцијалот на моделот за револуционерен развој на лекови. Иднината на биомолекуларниот дизајн. Професорката на МИТ и виш коавтор, Реджина Барзилај, истакнува дека ви мора да идентификува цели што не можат да се лекуваат и да предложи решение за да ја промени терапевтската игра. Првиот автор, Ханес Старк, верува дека Болцджен ќе им овозможи на биолозите да манипулираат со биологијата за да решаваат болести и да замислуваат работи за кои претходно не помислиле. Германците први до месечината. ЕСА обезбеди 22,1 милиарди евра за независност во Вселената. Европската вселенска агенција, ЕСА, постигна историски договор за буџет од 22,1 милиарди евра за следните 3 години, со цел да ја зајакне европската независност во Вселената. Рекордна инвестиција и планови. Буџет. Државите членки се обврзаа на 5 милиарди евра повеќе од претходниот циклус, што генералниот директор, Јозеф Ашбахер, го нарече знак на доверба. Воена димензија. Во центарот на плановите е програмата European Resilience from Space, со буџет од 1,35 милиарди евра, која опфаќа наблюдување и разузнавање, со цивилна и воена намена. Главни придонесувачи. Германија придонела најмногу, над 5 милиарди евра, следена од Франција, 3,7 милиарди евра. Европски астронаути на месечината. ЕСА потврди дека првите европски астронаути во програмата Артемис на НАСА ќе бидат од Германија, Франција и Италија. Историски лет. Првиот лет во екипажната мисија, која ќе патува до месечината, но нема да слета, е планиран за првата половина од следната година и ќе му биде доделен на германски астронаут. Конкуренција и идни проекти. ЕСА активно работи на надминување на зависноста од другите вселенски сили, особено по повлекувањето на руските ракети и доминацијата на SpaceX. Нови ракети. По лансирањето на Ариана 6, ЕСА планира развојот на првата европска ракета за повеќекратна употреба да го довери на приватни компании. Научни мисии. Идните предлози вклучуваат ласерски обсерваториум за гравитацијски бранови, рентгенскиот телескоп Ньюатена и летало до Сатурновата месечина Енкелад во потрага по живот. Ровер на Марс. НАСА потврди придонес за европскиот ровер Розалинд Френклин, планиран за 2028 година.